Жешкото летно сонце немилосрдно пече дури и од раните утрински часови, а високите температури налагаат да бидеме малку повнимателни и со храната која што ја конзумираме. Што треба да јадеме, а што треба да избегнуваме во текот на летните гориштини? Колку течност да конзумираме, на кој начин и кога да ја внесуваме? Одговор на овие прашања во следниве минути ќе ни даде нашата драга пријателка и соработничка Билјана Ристеска од Ню Нутриционизам, нутриционист од првата генерација дипломирани нутриционисти во нашата земја. Биби, здраво! Здраво, поздрав до вас и до вашите гледачи утрово. Еве, уште сега се чувствува летната горештина и високите температури и препорака секојдневно слушаме и по медиумите од експертите и надлежните служби дека прво и основно што треба да ни биде правило за време на овие летни горештини е доволен внес на вода во тек на денот. Што тоа всушност значи? Колку вода треба да конзумираме и на кој начин најправилно да ја внесуваме за да исползува нашиот организам? Така, најважно во текот на овие летни горештини е хидратацијата на телото, која што ја добиваме преку течностите внесени во нашиот организам, од кој најмногу, процентуално отстапува на водата. Меѓутоа, не само водата значи внес на течности, заради тоа што ние преку потењето, преку позачестеното мокрење губиме дел и од витамините и минералите кои што ги имаме, па затоа не треба да биде дневниот внес на хидратација, односно на течност, отстапен само на водата, 2 атоми водород и 1 атом кислород. Што тоа значи? Значи дека треба во текот на денот да внесуваме храна која што изобилува со вода, а во текот на летниот период повеќето од храната е таква. Практично краставиците кои што сега ги на пазарите, лубеницата, секако дека изобилуваат со течности во себе, над 80 до 90% е содржината на вода во овие намирници. Потоа зелениот лист, зеленчук исто така, како што е спанаќ од блитвата, кој што ги имаме на пазарите. Руколата исто така е добра за хидратација во текот на летниот период и секако цитрусните плодови, односно лимонот во текот на летниот период никако не треба да го изоставиме, иако ние почесто го конзумираме во текот на зимата, како додаток на чаеви или само исцедено лимонче со, додаток на некој ладно цедено масло, меѓутоа и во текот на летниот период цитрусните плодови, најмногу лимонот, треба да бидат застапени заради тоа што лимонот е единствена кисела намирница која што прави базна пеха во нашиот организам. А базната пеха говори за добро здравје, говори за помал раст и развој на микроорганизми во нашето тело и не дозволува појава на одреден вид на заболување во организамот. Која количина на течност треба да ја внесуваме? Зависи од индивидуа до индивидуа, зависи од возрастна група на луѓе кои што конзумираат вода и зависи од физичката активност на индивидуата кој што ќе конзумира вода. Светската здравствена организација вели оние познати и многу актуелни 8 чаши вода во текот на денот, меѓутоа нека секого е исто. Значи вие 8 чаши имаме на пример личност која што има 70 килограми и иста личност друга која што има 70 килограми, меѓутоа еднава личност има 50 години, а другата е 25 години. Значи не може тие исто, иако имаат 70 килограми, да конзумираат иста количина на течност. Практично по формула Што значи тоа? Дали колку сме повозрастни треба повеќе течност да внесуваме? Тоа значи од самиот организам и тело чувствуваат кога има потреба од вода, меѓутоа значи дека како старе организамот дека треба да го зголемуваме нивото на вода внесена во текот на денот. Формулата гласи 25 кг телесна маса 1 литар вода. Исто не се сложувам со истото. Заради тоа што сега 25 кг маса, 50 кг телесна маса, некоја господја која што има 75 години и 50 кг телесна маса, некој девојче што има 12 години, секако дека не може да внесат по 2 литра вода истите индивидуи, различити индивидуи, меѓутоа со иста телесна маса. Затоа препораките, односно пресметките ги прават стручни лица, ги во согласно со пациентот. Јас кај мене кога доаѓаат пациентите, правам комплетна анемнеза, на база на таа анемнеза, на општата здравствена состојба моментална со која што дошол пациентот кај мене, одредуваме која количина на вода или течност треба да испие во текот на денот. Пак заради доброто на човекот и пациентот, меѓутоа и заради грешките кои што пациентите ги прават. Многу често се случува, ако сме дали дневна препорака на вода од 3 литра да се испие во текот на денот, има и такви луѓе кои што треба да конзумираат 3 литра, се случува наеднаш да ги внесат тие 3 литра течност. И мене лично ми се има случено, господин ми се ме јавено, вели јас нема да можам да издржам денес. Му велам зошто? Вели па викам од Сабајле, велам што направивте? Вие вчера бевте кај мене прв пат. Вели ги испив само 3 литри вода.
Мислам, нели? Не можете наеднаш да станете наутро да испиете. Тоа е, пак ќе кажам, значи и препораките наши се, доколку вие во текот сега доаѓате прв пат на нутриционист, вие доколку во текот на животот сте пиле по 2 чаши вода, сега не можам веднаш да ви речам 2 литра вода да испиете. Значи морам адаптационо, чаша по чаша, неделно да ви ги зголемам, па за стигнеме до некој нели оптимум од литар или литар и половина тече. Ги спомнавте гришките, а една од чистите утрински навики и ритуали кај многумина од нас е пиењето кафе. Кафето е диуретик и го поттикнува исфрлањето на течностите од организмот. Треба ли да бидеме внимателни со внесот на кафе во летниве денови? Секако дека треба не само во летните денови, туку и во текот на целата година, никако кафето не треба да биде исконзумирано рано наутро, на гладно или народски познато на празен желудник, ние велиме. Зошто? Заради тоа што може само да направи дополнителна тегоба на организмот и практично нели да направи веднаш од самото утро исфрлање на течностите кои онака оскудно во текот на ноќта сме ги задржале за себе. Најчесто, значи и препорака наша наутро да се почне нели со чаша вода. Значи тоа е основата на пред да измиете заби напиете се чаша вода и тоа е вода на собна температура, не водата да биде ладна и тоа е препорака во текот на овие летни жеги и високи температури. Никако течноста која што конзумираме не треба да биде премногу изладена, никако во истата не треба да има додадено многу коцки лед. Значи таа треба да биде не да биде топла, меѓутоа да биде барем на собна температура одложена таа течност која што ќе конзумираме, заради тоа што секое она што е поладно од нашето тело, од нашата температура прави само дополнителен стрес на нашиот организам. Можеби не во моментот, меѓутоа долгорочно секако дека ќе оштети некои од нашите нели органи по кои што протекува водата. Така, кога сме кај прехранбените намирници, кои намирници се оние што треба строго да ги избегнуваме и заобиколуваме за време на летниот период, а што е она што препорачувате редовно секојдневно да се конзумира? Од многу причини разни намирници треба да бидат нели изоставени. Сега е причина, на пример, труење во текот на летниот период, треба да се изостават нели намирници кои што се лесно расипливи, како што се млечните производи во текот на летните периоди. Посебно треба да биде нивното чување, меѓутоа и нивното купување, да знаете од каде ги купувате и каде биле одложени тие пред вие да ги донесете во вашиот дом. Понатаму сладките производи кои што се подготвени нели исто од млеко, јајца и додатоци и разни кремови нели во истите, затоа што се навистина брзо расипливи и може да направат нели контаминација во нашиот организам, па нели тоа да доведе и до труење. Во поглед на лесно сварлива храна, таква како што бара нашиот организам во текот на летниот период, почесто би требало да конзумираме сирова храна и сирови оброци. Оброци практично кои што не бараат употреба на шпорет или употреба на фурна во текот на летниот период. Такви верувајте има многу и треба да ги нели пласираме на нашата трпеза во текот на летниот период. Тоа се практично како некој оброк салати. Имаме изобилие од зеленчук на пазарите. Бидете малку, вклучете вашата имагинација, бидете малку креативни, направете едно оброк салата во која што би додале понекогаш може да додадете нели лосос во истата, понекогаш може да додадете житарка, значи само од кисната може да биде хелда, киноа, просо, понекогаш може наут да се додаде само од киснат во истата и да добиете комплетен оброк. Тука добиваме нели, ако додадеме авокадо, здрави масти, маслиново масло, ако додадеме, добиваме растителни влакна преку сировиот зеленчук, меѓутоа добиваме и протеини преку нели наутот, преку лососот кој што би го додале во истите. Самиот внес на растителни влакна во текот на летниот период исто така многу важен, заради тоа што тие се оние кои што се грижат за нашиот дигестивен систем, кој што страда во текот на летниот период и затоа се јавуваат оние стомачни вируси, кои што често ги имаме и сме сведоци на истите, и се грижи за здравјето на микробиомот, практично каде што потекнуваат сите оние наши имуни клетки и ние многу често нутриционистите знаеме да кажеме дека здраво црево, здрав организам. Треба да се грижиме нели за детоксикацијата на нашите црева. Благодарам за овие интересни, практични, пред се корисни совети, не само за нашите гледачи, туку за сите нас. Се чини дека ако ги почитуваме и практикуваме, ќе го поминеме полесно, поубаво и побезбедно овој летен период. Секако се надевам дека нели гледачите ќе послушаат дел од нашите совети и дека нема да имаат проблем во текот на летниот период во поглед на здравјето и конзумацијата на храна. Благодарам за одвоеното време и за континуираната соработка со телевизија Алфа. Благодарам вам.